Квалитетниот сон е неопходен за одржување на целокупното здравје и благосостојба. Заради тоа, недостатокот на сон и појавата на дневен замор кај болните со мултипла склероза предизвикуваат некои од нивните симптоми да изгледаат и да се чувствуваат полошо. Болните со мултипла склероза имаат поголем проблем со постигнување на задоволителен квалитетен сон во однос на општата популација, а според скорешни студии 70% од болните имаат препознаени или непрепознаени нарушувања на сонот. Најчесто се споменуваат обструктивната слип апнеа, синдромот на немирни нозе, болки од различна етиологија во текот на ноќта, проблеми од страна на бешиката или дебелото црево, нарушена терморегулација. Лековите кои се употребуваат кај болеста, вклучително и така наречената терапија која го менува, која влијае на текот на болеста, кортикостероидите или стимулансите кои понекогаш се применуваат за решавање на заморот можат да влијаат на квалитетот на сонот. Психолошката состојба, емоционалниот стрес, анксиозноста, депресијата исто така може да влијаат на квалитетот на сонот. Недостатокот на D-витамин и на некои други хранливи материи. Недостатокот на физичка активност заради замор или попреченост заради самата болест. Како да се надминат овие проблеми со спиењето и да се овозможи поквалитетен сон и одмор на овие пациенти? За почеток се препорачува легнување и станување во едно одредено време во текот на работната недела, а истото може да се продолжи највеќе за 1 час во текот на викендот. Избегнување на физичка активност најмалку 6 часа пред вообичаеното време за легнување. Избегнување на алкохол и на кафе 4 до 6 часа пред легнување, избегнување или комплетно престанување со пушење непосредно пред легнување. Намалено консумирање на течности пред легнување и избегнување на ретроспектива на изминатиот ден непосредно пред спиење. Релаксација со книга, со музика или практикување на техниките за релаксација во проветрена темна просторија во која нема телевизор, телефон или компјутер. Позитивни мисли и доколку има потреба за помош со лекови, консултација со лекар.